Почитувани добро вечер. Ја следите емисијата Став. Стоп за питачење и злоупотреба на децата и нивното здравје е проектот на кој што работи Сдруженијето Градиме иднина. По тој повод вечерва разговарам со Илија Јовановиќ, претседател на Сдруженијето. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Благодарам на поканата, поздрав до сите слушатели, гледачи, поздрав до телевизијата каде што постојано Градиме иднина го помага, поддржува за да се реализираат и подобрат секојдневните проблеми на граѓаните од категоријата и да бидат најбезбедни граѓаните на општина Куманово и на ниво на цела Македонија. Да. Работите на еден навистина значаен проект, се анализира состојбата на ниво на земјава. Денеска сте и овде во Куманово, го промовирате проектот. Што може да ни кажете, до какви податоци дојдовте, каква е состојбата со децата питачи на ниво на Македонија? Вака, пред се прво да ги поздравам спонзорите, партнери наши, Пивара АД Скопје, ПЗУ Филип II Жан Митрев и Општина Куманово, каде што го поддржуваат овој проект и понатака да продолжи да се направат нови истражувања, анализи во реализација на проектот, да се острани последното дете од питачењето и на организаторите, мафијашите, макроата да им се одреди затворска мерка притвор од 10 до 15 години, каде што ние го настојуваме да одговараат кривично и одговорно. Ова беше малку маркетинг, меѓутоа ќе ви простиме, бидејќи се работи навистина за значајна тема. Добро. Каква е состојбата, што покажуваат податоците? Состојбата значи е страшна и фрапантна и голема бројката. Со питачењето во цела Македонија ги имаме околу од 2 до 3.000 на секојдневно кои питачат во цела Македонија. Бројката во Куманово за жал ја немаме, но од прилика добивме некоја одредена бројка каде што Градиме иднина во соработка со општина Куманово, каде што ќе го поддржи, ќе го финансира овој проект, да се направат нови анализи, истражувања, следење на целиот проект, колку во општина Куманово ги има питачи. Ние од прилика имаме од 15 до 20 деца, еве и 25 ќе ја ставам на мој ризик, бидејќи во Куманово најмногу ги има питачите Куманово, Веле, Скопје, Охрид, Струга, Кичево, Битола и Струга, како што кажав, дека Куманово најголемата бројка ја има со питачење. Од прилика 25 до 30 деца тука се негдека, родители кои ги злоупотребуваат, ги препродаваат, ги транспортираат, се од 15 до 20 родители, мада може и е зголемена бројката во Куманово. Јас кажав дека Куманово пак е најголемата, прво Скопје, па Куманово, тие се големите дестинации за питачење. Да, истакнавте и дека над 2000 деца од кои питачат се со лоша здравствена состојба. Да, 2000 деца се во тешка здравствена состојба. Одговорноста и кривицата, штетата е од страната на родителите, каде што самите деца ги остават на минус 20, минус 15, минус 10, плюс 50 или 40 степени ги оставаат децава да питачат, каде што децата се од нашите сознанија, информации, истражувањата, децата се другирани, обучавани како да питачат, се заспивани, користат наркотични средства, марихуана и хероин. Кажав дека од мала возраст ги обучаваат како да го користат наркотичното средство и ги заспиват со лепила овие што кои ги користат за дување неостих. И од истражувањето, анализите, од 4 до 6-10 сати се заспивани децата од тие наркотични средства и лепилата кои ги користат, каде што Министерството за внатрешни работи, Скопското јавно обвинителство, главниот јавен обвинител кој е одговорен за ова надлежност, веќе беа известени и фрапантни беа од бројките, каде што за ова ситуација 50 на деца ни се другираат секојдневно од страната на родителите, каде што они тоа го злоупотребуваат кон децата. Да, всушност истражувањето покажува дека децата на некој начин се принудени тоа да го прават, односно дено да го поминуваат на улица. Да, не е мала бројката, сериозна е бројката. Јас кажав дека околу 50 деца, 236 деца живеат под ведро небо, 337 деца роми питачат на ниво на Македонија, значи тие се некои стари и понови бројки. 120 деца се од социјален ризик, во Скопје само питачат, беше бројката од 70, сега е изголемена на 100 деца на ниво секојдневно питачат. Ние веќе ги маркиравме локациите, тука се известени Министерството за внатрешни работи, Скопското јавно обвинителство, каде што ние имаме добра соработка со главниот јавен обвинител
рече дека ќе превземе се што е во негова надлежност, дека ќе ја врати довербата кај граѓаните и дека ќе поднесе строги мерки према овие и дека ќе се допунат измената законските процедури во затворските казни, каде што јас барав малце повисоки да бидат строги казните, претерани се малце. Рекоа дека нешто ќе се допунат. На организаторите, злоупотребувачите и на родителите им следува затворска казна од 1, 3, 7, 10, ја барав малци и 15 за поголемите организатори каде што ги злоупотребуваат биолошките родители или препродавачите, макроата, организаторите и мафијашите. Да. А ги споменавте локациите, на кои локации најчесто тоа се врши? Најчесто во Скопје, главниот шпиц е пред МПЦ, Мавровка, кај судовите, Чаршија Скопје, трговските центри, банките, маркетите, Што треба да направат луѓето, дали да им даваат пари кога ќе ги Јас вака апелирам до сите граѓани, до сите жители на Куманово, до општина Куманово, до сите граѓани на Куманово и на ниво на цела Македонија и останатите градови каде што се гледа емисијата од денешното мое гостување, апелирам да престана затоа што откако ќе престанеме и откако нема веќе да им даваме финансиска помош и средства, верувајте, ќе се намали питачењето, ќе се искорени и последното дете со тоа дете ќе го страниме да не се злоупотребува и повеќето да не питаша, затоа што ние веќе ги направивме со години, децении, овој проблем не е решен и јас децениски предмет кој бил години во фиока, јас им го извадив после 21 година со моето истражување, реков ќе се стави крај на питачењето во сите општини на ниво на цела Македонија, 85 што ги има, мора да се стави. Но за да се стави крајот на овој проблем се граѓаните кои одлучуваат и го стопираат проектот. Ако граѓаните се уште продолжат, каде што граѓаните каде што пазаруваат по маркети, аптеки, банки, школи, трговски центри, плоштади, сите останати пазарите, рестораните, кафичите, сендвичарите кои ќе почнат веќе да престанат, булеварите, семафорите и одредените локации каде што ние во Куманово ќе правиме ново истражување, нови анализи, да видиме каква е состојбата со питачењето во Куманово, затоа што кажав дека во Куманово исто е најголемиот број, но ние не знаеме сега со претходните информации не се баш најсјајни, но статистички кажува дека Куманово е втор град на зголемено е питачењето. Ќе правиме ние истражување анализи и ќе дадеме бројката на општината, на медиумите, на јавноста, ќе ги запознаеме кукава е голема бројката со помош на градоначалникот Максим, каде што ќе го поддржава овој проект. Јас апелирам, престанете да им давате, ќе видите дека ќе има ефект и резултат од престанувањето со давање на монети од 2, 5, 10 и на така натака, затоа што овие пари, они кои ги добиваат во износ од 3 до 4.000 денара од ден прават профит, децата не ги добиваат овие пари. Овие пари се користат за набавка на дрога, на марихуана, хероин, каде што тоа полицијата треба да го знае. Ние овие информации ги собравме од ова и децата постојано се под наркотични средства, користење на лепила, другирани, заспивани, и се чудат граѓаните зошто толку долго време спие новороденчето. Од 4 месеци до година, 2, 3 од нашите истражувања, децата се успивани од 4 до 6, 8 и 10 сати. Работното време на питачите и организаторите нема крај. Им почнува од 9 часот наутро или од 10, па се до 23 или до 12 полној, каде што и до 1 негдека во ноќните вечерни часови, каде што се дискотеките и ова. Знаат они каде да, како што кажав, дека ги спремат, ги дрексират, ги обучават да питачат и знаат на кои локации да идат. Затоа јас апелирам, престанете да им давате, затоа што ние самиот овој проблем го направивме да ни биде социјална питачка држава од нашата хуманост со кој шамар ни се враќа према таа категорија каде што овие средства се користат за алкохол, за скапи цигари и така натака. Да. Ги споменавте законските измени, оно што го предлагате, не достигаат ли центри кои што ќе работат за грижа на овие лица? Еден дневен центар во Скопје не може да го исполни капацитетот ни питачењето. Ние баравме средбата која имавме со Труд и социјала и Центарот за социјални грижи. Ова треба на ниво на цела Македонија да биде најмалце на поголемите градови да има 2 до 3 дневни центри.
Карикирам, Куманово, Велес, Охрид, Битола, Прилеп, Струга, Кичево, каде што го има најголемото питачење, таму треба да има најмалку 2 до 3 дневни центри каде што треба ова да го финансира државата, владата, граѓанските пари да се издвојат, да се финансираат центри, да работат стручни лица, педагози, дефектолози, социјални работници, психијатри, медицински лица, нивното нарушено здравје треба да се следи, здравствената состојба. Спротивно, ние со нивната здравствена состојба, 2000 деца се во здравствена критична состојба. 1500 деца не се евидентирани во матичниот број, каде што со нашите апели поднесовме барање до Министерството, еве вети Оливер дека ќе го реши тој проблем на сите тие кои се не се евидентирани, за нив ќе се одреди посебни матични броеви за ромската популација и сите тие кои ете еден голем чекор со ова поттикнување веќе нешто решивме да се евидентира, затоа што ние не знаеме дали трговија има, дали продажба на органи, исчезнување на деца, еве често го има младинци и така натака. Покренати ли се веќе неколку постапки, бидејќи еве изминатиот период алармиравте до надлежните? Да, веќе постапките се од страната на јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи спроведе акција во соработка со центрите за социјални грижи од цела Македонија. Еве голема благодарност, но со ова мене нема да ме тешат и да ме смират. Јас и понатака продолжувам со овој проект. Треба на ниво на цела Македонија. Ние баравме од градиме иднина, баравме до Министерството, до сите институции да се започне од март акција, да се стави крај на питачењето, да се следи состојбата, не со 2-3 бројки во Струга, Кичево и во Скопје направи акција, се стиши состојбата. Една мобилна екипа не може да го исполни капацитетот каде што врти само една мобилна во Скопје. Треба мобилни екипи со присуство на МВР, на јавен обвинител, на центрите за социјални грижи. Им дадов предлоги, сугестии, волонтери од Црвен крст да се вклучат со сите тие работилници, со сите тие мобилни екипи. Колку има повеќе мобилни екипи, побрзо се решава проблемот. Со една мобилна екипа само во Скопје на 100 деца питачи и 50 родители и 60 еве нека биде бројката каде што ги злоупотребуваат, таа мобилна екипа не може да постигне затоа што нашата организација има во сите градови, во сите општини и граѓани кои се вклучуваат да го помагат овој проект. Ние имаме 15 мобилни екипи во Скопје, од сите скопски општини го следиме проектот. Веќе во неколку скопски општини го намаливме питачењето, ги избркавме во центар и во Шпицо, затоа што ние сме во преговори со полициската станица Центар да со благи методи да се опоменат. Центрите за социјални грижи прво ги опоменуваат. Доколку не ја прифата таа опомена, Министерството за внатрешни работи, Центарот за социјални грижи, Труд и социјала Министерството и јавното обвинителство потоа земат мерки да му се одземе родителското право, детето да му се одземе да се смести во центарот, да одговара кривично, од 1 до 3 години затворска казна му се следува. Јас барав и малце поригорозни да бидат, затоа што со казните верувате дека ќе се реши проблемот и пак ќе кажам, апелирам до граѓаните, престанете да ги сожалувате, да им давате, затоа што ние ги направивме да имаме социјална држава, питачка држава, неработници, сите се работоспособни, сите се со здравјето способни и од ромската популација веќе се гледа дека работат и дека се работоспособни, но ние ги направиме да бидат и неработници и зависници од питачење, каде што они се луксузират и секој ден се под дејство на наркотични средства, дрога. Му реков на Оливер министерот дека треба да истражете од каде таа дрога они ја набавуваат, дека во школите, во средните се изјаснија 1146 средношколци пробале и користат и се под дејство на марихуана и хероин. Значи, тоа е фрапантна голема бројка и апелирам до сите родители, однесете си ги децата вашите, видете ја нивната здравствена состојба, во каква состојба. Спротивно треба наталитетот да расте, а не да опаѓа и абортуси да има, како што го правев и истражувањето во абортусот. 50 деца од мала возраст, од 3 годишна до 10, 12 и 14 се другираат и се обучени како да другираат. Во рок од 3 години, 2 или 3 години, 3 деца на 3 годишна и 2 и 7 годишна возраст почина од користење на дрога, лепило и наркотични средства. Да. Проектот се реализира 18 месеци? Да, 18 месеци ќе трае, од 18 веќе 4,5 месеци успешно го реализира. Ја намаливме, кажав, бројката на ова. Пред се благодарам до сите медиумски куќи, до сите електронски, до сите печатени, до сите новинари, дописници, локални, скопски. Верувате дека медиумите да не беа
И медиумството, да ви кажам, за кратко време немаше да успееме, во рок од една недела влегов кај сите министри. Ги запознав. Деценискиот проблем. Предметот од фиока им го извадив, дури почна да бегат и да се плашат од мене. Не се плашите, дајте сите заедно сплотено да го решиме овој проблем, да ставиме крај на питачењето, затоа што во Република Србија веќе председателот спроведе акција и се спротивстави на мафијата да стави крај на питачењето, каде што јас барам средба и со председателот Вучич да видам како они го започнале, ме интересира, затоа што ние имаме полициски станици, имаме институции, имаме држава, но јас себе ќе кажам, Министерството се вклучува, они ќе барат нешто од мене, јас ќе го спроведам тоа со нашите правници, адвокати и волонтери кои учествуваат во овој проект. А дајте сите заедно да се вклучиме, да го стопираме овој проект, да не се зголемува бројката, затоа што фрапантна е бројката, се повеќе и повеќе се зголемува. Нив сега им почнува бизнисот за питачењето. Цела година во Македонија трае, во Србија трае на одредени рокови, истражуваме и во други земји, и јас ќе ви кажам, овие дописи од институциите, префрлување една до друга топка, мене не ми треба вакви шахмат позиции. Мене ми треба проблемот да се реши на ниво на цела Македонија, во сите општини, во цело Скопје, и ова е должност на труд и социјална, на центрите. Апелирам до сите центри, до министерствата во цела Македонија што се по труд и социјала, станете, работете, престанете да седите во канцеларии, да пушете цигари, да идете по сендвичари, да ги гледате просјаците како се зголемува бројката и да ги оставате на милост и немилост. Јас не барам ништо, не сакам никого да осудувам. Децениски овој проблем никој не го решил и јас реков дека ниту од мафијата не се плашам, од никого не се плашам. Дајте да видиме кој колку прави пари на ова, дали командирите се вклучени, дали полицијата ги заштитува, дали некој од вработените, затоа што пак некој ова мафија ја држи од власта. Значи, јас нема да дозволам, до крај ќе го терам, ако треба и 5 години ќе го тераме овој проект, додека не се тргне последното дете од питачење. И барам од јавното обвинителство, не е само да се вети и Оливер што ја остваривме ние работната средба и со министрите, седнете, работете, дајте да одговараат кривично. Од 10 до 15 години барам затворска казна, организаторите да си ја одлежат, затоа што многу детски животи осудија. На 146 деца им е прекршено детското право. Замислете ти кој е право. Еве, јас сум родител на 3 деца. Сега моите деца треба да ги осудувам, ако јас немам работа, треба да питачат. 27.000 ние семејства имаме гладни. Зошто тоа го дозволува државата? Зошто ова? И кажав дека фрапантни се бројките. Апелирам до сите граѓани повторно, престанете да помагате, престанете да давате, ги направивме зависници да просат да зависат од ова, затоа што сите се работоспособни, они се глумци, дури едно ќе го кажам исто до граѓаните. Јас себе спроведувам исто втора акција дека семејства кои чуваат деца со посебни потреби ги манипулирале, ги злоупотребувале и ги трексирале како уште повеќе да глумат како ретардирани, дури и родители од згрижувачки семејства и од социјален ризик ги дрексирале децата да глумат како ретардирани и успеале 10 деца министерство. Со посебни потреби да не се некој најде навреден. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека еве ќе ги алармираме и на овој начин институциите, навистина имате значајни податоци кои што загрижуваат сепак и да се надеваме дека наскоро ќе се стави крај на злоупотребата на деца. На крај ќе кажам многу голема благодарност денешната средба што ја остварив со градоначалникот на општина Куманово господинот Максим, каде што имавме добра соработа, му дадов едно 4-5 пакета проекти за подобрување условите на ромската популација, на социјалните семејства, на семејства кои се со посебни потреби. Прво да се направи ново детално истражување колку е статистичка и големата бројка и за кратко време градоначалникот да си ги извести сите медиуми, локалната власт да превземе полицијата, да се скроз уништи. Ние ги добивме маркираните локации каде најмногу ги има. Градиме иднина откако ќе го одобрат проектот за финансирање. Најмалце 2 до 3 месеци ќе го следи постојано проектот во ова, за да ги добиеме фрапантните бројки, да видиме кукава е зголемена бројката на питачењето, затоа што Куманово е втор град во Македонија каде што се зголемен е бројот на питачењето и злоупотребата на децата. Ви благодарам на одвоеното време. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.